Тезата на владата, која ја турка секојдневно за амортизирање на гневот кај граѓаните, дека внесувањето на бугарите во уставот ќе направи јасна дистинкција меѓу македонскиот и бугарскиот народ, е тотално погрешна и е класичен спин, сметаа дел од експертите. Универзитетскиот професор Звонимир Јанкуловски вели дека тоа што властите го промовираат нема врска со она што би се случило во реалноста, доколку власта успее во намерата да ја погази волјата на народот и да направи уставни измени. Јанкуловски дециден, владата влегува во авантура, а не е ни свесна за последиците кои ќе ја жигосаат македонската држава. Влегуваме во замката која ни ја наметна бугарите со тезата дека треба да бидат дел од уставот на Република Македонија, дека имаме проблем со сопствениот идентитет, иако реално бугарите никогаш не го одрекувале македонскиот идентитет, меѓутоа она што е спорно во односите со Бугарија, тоа е настанувањето на градењето на македонскиот идентитет кој го повезуваат со градењето на новата држава, односно тезата дека македонците се коминтерноска твојба и дека со новата држава со Македонија се раѓа идентитетот, македонски идентитет на територијата на која они тврдат дека историски им припаѓа нив. Така што со една ваква дефанзивна политика влегуваме во докажување на она што сме. Според професорот, барањето на источниот сосед е од голем обем, односно тие бараат да бидат внесени како конститутивен народ, што го менува целиот концепт на македонската држава, како национална држава на македонскиот народ. Така што отвора многу прашања за кои власта ниту е свесна, ниту има познавање, ниту знае односот меѓу национална држава, граѓанска држава, градење на нација, градење на држава, така што овие работи се непознати очигледно за власта. Власта се обидува да протука одредена политика која е наметната и која треба да го заврши процес кој почна со Преспанскиот договор, треба да заврши со договорот за добрососедство и внесувањето на бугарите во уставот. Правдањата на владата дека кога би се внеле бугарите, ќе се внесат и другите народи во уставот, според Јанкуловски, не држи вода. Целиот концепт на внесувањето на и бугарите во уставот, знам дека власта се обидува да тоа го прошири, дека и другите народи кои живеат во Македонија, делови од народи кои живеат во Македонија бараат внесување во уставот, дека тоа се европски вредности, дека тоа се европски практики. Не е така, мислам, нека го прочитаат. Затоа она што го кажа претходно, дека граѓанскиот концепт на државата не го исклучува националниот и обратно. Меѓутоа, кога имате власт која воопшто не разбира и не размислува во тој контекст, тогаш нормално дека уставот ви станува еден композит од и државата ви преку уставот ви ја прави композит на повеќе народи и се губи националниот карактер на македонската држава, што е во основа и крајната цел на целиот овој процес на обезличување на Македонија. Инаку, тезата за внесување на бугарите во уставот, дека е во корист на Македонија, последниот месец се почесто ја промовираат челниците на владата, почнувајќи од министерот за надворешни работи Османи, потоа првиот вице-премиер Груби, како и вице-премиерот задолжен за европски прашања Маричиќ.